се најдува во централниот дел на Западна Македонија. Ако зборуваме дека Македонија е папукот на светот, во таа Македонија, папукот на Македонија би било Кичево. Овој воз е изграден во 1916 година, во првите светски војни. На кино Партизан во Кичево се во стариот хотел Турис. И претежно е една лева и десна страна. Рок-н-рол од Кичево беше 60-тите години со појава на Rolling Stones и Beatles и Animals. И да научат нешто корисно за да можат утре во природа, во било која непозната средина да се снајдат и да опстојуваат. Кичево имало прекрасни спортисти од сите браши, значи фудбал, раконе, кошарка, стрелаштво, пинг-понг, шах. Кадетки беа прво место во Македонија, трети беа младинки, истата таа генерација. За еден клуб кој е основан многу одамна, мислам дека тој е основан 1970 година. Најтрайдер го формиравме 1997 година. Беше прв регистриран клуб моторџиски во Македонија практично. Првите години кога работеше Калето имаше случаи кога секоја вечер се продавале влезници, значи тоа беше нормално. Најчесто се базирал на хип-хоп, значи се знае кој хип-хоп е во прашање. Временската прогноза во наредните години во нашиот град ќе биде променлива. Благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер. Здраво, почитувани! Како што можевте да видите од претходниот исечок, сигурно претпоставувате кој е вечерашен гостин во емисијата Прозорец кон светот. Тоа е Виктор Гавриловски, еден од авторите на новиот долгометражен документарен филм Приказка за Кичево. Виктор, здраво! Здраво и фала на поканата. Значи, како што и реков, Приказка за Кичево е долгометражен документарен филм, а воедно и прв филм на тандемот Гавриловски и Стојановски. Значи, како дојдовте до идеја да снимите документарен филм за Кичево и што ве мотивираше за истото, за истиот чекор? Па, идејата беше да направиме еден документарен филм што ќе го одбележи еден како да кажам период од некое време што живееме во Кичево и некој период да одбележиме што е историски, што многу малку луѓе го знаат. Ја мисля дека успеавме во тоа до некаде. Во 2 часа и 6 минути негде од прилика. Можеби не е тоа доволно да се каже се што има да се каже за Кичево, меѓутоа мислам дека успеавме барем дел од тоа да доловиме. Попрецизно од кој период поточно започнавте? Па започнавме, филмот започнува да зборува уште за античкиот период, кога бил тогаш нели стариот град Ускана, тој што мисля Ускана не е Кичево, ама бил некој друг град што се претпоставува дека од Ускана настанал Кичево, градот Кичево. Од тој период па после преку владењето на Отоманската империја, па после Првата светска војна, Втората светска војна, па после Втора светска војна периодот 50-тите, 60-тите и до ден денеска. Дали може да ни доловиш дел од случувањата нели при подготвување на проектот? Па да, беше имавме малку потешкоти зашто овој филм не е финансиран филм, туку е без буџет, значи ние сами си баравме спонзори за да го снимиме и изнемувавме камера, немавме микрофони, да речеме, па баравме микрофони, па требаше потоа да се јавуваме по луѓе што знаат да ни кажат кој би можел да говори околу темите што се за филмот. И така, додека ги најдовме луѓето, па додека се најдеме со нив, па да им кажеме што е работата, што е поентата. Ама мислам дека на крај испадна добро.
Колку време ви одзеде сето тоа подготвување? Да, подготовките одзеде околу 6-7 месеци, така. Значи снимавме, па монтиравме малку, па снимавме од кога завршивме скроз снимањето, имаше така еден период подолг, месец-два, што беше целосно на монтажа за да го комплетираме и така, околу 6-7 месеци. Како започнува филмот, ако можем малку накратко да ни кажеш, и во колку фази е поделен? Да, филмот е поделен во фази, мислам е хронолошки поделен. Значи историски и се бави со историјата, првиот дел се бави со историјата и вториот дел се бави со 50-тите, 60-тите години на Кичево, значи културниот живот, спортскиот живот, музичкиот живот, кои бендови биле тогаш кога почнале да нели се појавил тоаш во 60-тите рок-н-ролот, театарот додека бил активен, киното, старото кино, Партизан. И на крај до 90-тите, 80-тите, 90-тите и на крај до сегашниот период, што се случува сега. Поново време. Да, и поентата е малку да, како да кажам, да ги поттикнеме кичевчани да почнат да создаваат нешто или да работат, зашто како што знаеме во Кичево последно време не е ни активен ни театарот, ни киното, ниту па спортските клубови се нешто доста атрактивни за гледање или професионални, и поентата беше малку да поттикнеме нешто да почнат луѓето да се бават со нешто. Зошто мислите дека сето тоа е замрено во нашиот град? Па, мислите дека недостасуваат финансии или можеби нешто? Да, можеби финансија, ама мислам дека сега ова помладава малце генерација, не дека ние сме престарени, ама оваа помладава генерација малку е поќе на телефони и на социјални мрежи, отколку на не е вниманието свртено кон нивната едукација, не сакаат да се едуцираат, тие им е се дадено само на тацна и го користат тоа, а не сакаат ништо да создаваат. Не сакаат да ја поттикнат својата креативност, можеби? Да, точно, да. Колку траеше филмот? Филмот трае 2 часа и околу 6 минути. И дали мислите дека тоа време е доволно да се опфати, нели, толку голем период? Па, за Кичево има многу приказни, ја мислам дека би можела и цела серија да се сними, ама за еден документарен филм ја мислам дека доволен да офативме. Сега не офативме све што може да Кичево да ни понуди како приказни, ама мислам дека главниот дел го опфативме. Имаше некои луѓе што велеа дека требало овај да го снимите, требало онај. Некои луѓе се бунеа дека сме немале доволно жени, да речеме. Имаме 2 жени само во филмот. Ние поканивме многу жени, ама некако жените малце со храброста, да, некако послабо. Не прифатија да излезат пред камера. Да, ама мислам дека вака во глобала ја постигнавме целта. А според вас, што е она што недостасува во филмот? Што мислите дека требаше да биде вклучено тука, да опфати? Па, недостасуваат, да, неколку, така, како да речем, некои градски легенди што биле на времето, да речеме, сега дури што не живеат во Кичево, што се одселени. Само ние требаше да одиме да патуваме за да ги снимиме нив, а тоа си е нормално, пари и време. Парите ги збиравме сами, како што кажав, преку спонзори. И така да не успеавме еден дел, ама некои не ни беа тука, некои се надвор од државата, некои не ни прифаќаа, мислеа, можеби не сваќаа сериозно тогаш кога го снимавме тоа, мислеа дека нема да го завршиме проектот, ама го завршивме на крај. Која е целта на филмот? Што сакавте да постигнете со сето тоа? Па тоа е да поттикнемете малку некаква креативност, не мора да е во областа на филмот, може да е во областа на спортот, на театарот, на уметноста воопшто. Ете и на општествено-политичко ниво. Мора нормално малку да почнете и да имат Кичево и малку соживот. Мислам, од Кичево секогаш имало соживот, ама секогаш имало тука малку тензии. Може би политиката завршала. Да, политиката секогаш, да. И малку тоа беше поентата да поттикнеме малку луѓето да не се занимаваат толку со политика, туку да се занимаваат повеќе со нивните животи, зашто животот е краток, нели? Треба да го живееме ние како сакаме, не некој како ни диктира. Така. Од каде црпевте информации за да се добие овај убав спој на делови од секојдневното живење во нашиот град? Па, најмногу црпевме од
луѓе кои што ги прашувавме, кои не упатуваа кого треба да му направиме интервју, кого треба да го прашаме за некој, да речеме за делот од историјата, ни не упатуваа на луѓе кои знаат, кои живееле во тоа време и кои се бавеле со нешто. Може да ни издвоите некој? Па, ете Стоимир Симјановски сега, починатиот брзо. Да, Стоимир Симјановски, Душан Ристовски, да речеме, еден можда еден од најпознатите историчари за Кичево, воопшто што биле некогаш Фрањо Павичич, да речеме, фудбалска легенда на напредок. Бидејќи Кичево е мултиетничка средина, имате и од другите националности вклучено? Имаме и од албанска националност, 4 мислам дека соговорници, од турска националност, не успеавме само од ромска националност, ама бевме кратки со време, а сакавме да го направиме тоа, ама вклучени се од, значи, мултиетнички, сите мултиетнички заедници се вклучени. Така. Колку време траеше собирањето на сите овие информации и материјали? Па, снимањето на филмот траеше околу 6 месеци, ама околу 1 година траеше од кога почнавме да планираме да го снимаме филмот, значи материјали, собиравме некои книги, собиравме информации од интернет. Значи цел проект од кога почнавме со подготовките додека го снимивме траеше околу 1 година, така нешто. Кој се учествува во документарецот? Дали има актерска екипа, нели како актерска екипа има, филм? Да, не професионални актери, аматери, мислам тоа не се ни актери, тоа се наши другари, тие се појавуваат така малку во филмот, како некои пара вести се појавуваат, како некои вести што не постојат, најавуваат некои теми во филмот. И снимавме околу 36, мислам дека луѓе. Како што кажавте, повеќе има од машки пол, нели? Да, повеќе од машки пол, женските, како што кажав, малку беа слаби со храброста да изгледат и да зборат. Не знам зошто е тоа така. Можеби не ги прашавме вистинските, ама ете, така испадна некако. Ама сепак имаме 2 представнички од понежниот пол. И околу 36 луѓе се снимани, мислам, све на све. Со се актерската екипа 39 луѓе имаме интервјуирано. Имаме материјал доста што не е објавен во филмот, што имаме материјал преку 80 сата негде. Нели тоа е и моето наредно прашање, дали доколку сега да речеме повторно го снимате истиот филм, дали мислите дали ќе вметнете нешто друго, ќе промените или пак истите работи ќе ги опфатите? Па би ги опфатили истите работи, ама би додале нешто исто така. Некои веројатно соговорници што не успеавме, да речеме Владко Лозановски требаше да не биде гостин, познатиот пејач, не можеше во моментот, Калиопи исто така. Не успеавме да ги снимеме нив и уште еден куп други луѓе кои требаше да се појават. Нормално и не можевме да собереме и видеоматеријали што се во филмот, многу тешко се збира, имат видеоматеријали од представи што биле. Исто така користиме и филмски материјал од филмот Луѓе зад планина од режисерот Мето Петровски од 1971 година, снимане во, значи тоа е сниман темата на тој филм е како Кичево се развивало после Втората светска војна. И снимана е чаршијата, така интересно да се видат тие снимки како изгледало Кичево тогаш и како изгледа сега. Кои представи се опфатени? Па, опфатени се Македонска крвава свадба, Бегалка, Хајди, Цигани и тие мислам дека се отприлика. Исто се опфатени некои рок-н-рол познати бендови што биле тогаш, што свиреле на Калето, кога функционирало Калето. Клубот Медиум исто што бил култен клуб, неколку пати бил прогласуван за клуб на годината во Македонија. Исто имаме снимки, тоа се архивски снимки од луѓе приватни. Ги собиравме, ама доста вака интересни моменти. Од спортот што попрецизно е опфатено? Од спортот е опфатен фудбалот, ракометот, кошарката, малце се зборува за стрелаштвото, за атлетиката. Тие се како така успешни спортови во Кичево, потоа за возот Кирчо исто така е како посебна тема.
Кој беше вашиот соговорник во тој дел? За возот беше соговорник Мазло Мисеини. Тој е нели познат, тој исто така и за атлетиката зборува, пошто тој е познат атлетичар, можеби најпознат кичевски атлетичар и ја пример не знаев, ама кога разговаравме со него дознав дека имало своено доста многу награди вака баш на атлетичар, професионален атлетичар, бил првак на ЈНА на времето во Југославија и потоа бил вработен во Југословенски железници. И оттамо тој има познавање за возот Кирчо многу голем. Дали во моментов работите на некој друг проект и што би можела да очекува кичевската публика во иднина, еве од вас како млади талентирани? Па да, работиме на едно сценарио, сега моментално го почнавме за игран филм. Сега ќе видиме, сакаме да поднесеме пријава до Македонски филмски фонд, ако не поддржат, ако не спремни сме да почнеме да работиме исто без буџет, па после може би ќе бараме некоја продукција за дистрибуција или такво нешто, али ја мисля дека ќе за брзо време ќе имаме и нов проект. Сега пролетва би требало да почне да се снимат, па негде септември, октомври би требало да е готов. Приказка за Кичево, каде до сега го имате промовирано? До сега го промовиравме во Кичево, нормално, беше 2 вечери се пушташе. Првата промоција беше нели во Кичево? Да, првата промоција беше во Кичево. Салата беше полна, што ни беше голем кеф, да речам, 2 вечери беше полна. Беше одлично, поминавме Кичево. Со влезници? Да, со влезници беше. Пошто моравме да малку да не поддржат луѓето, побаравме, уствари, го правиме тоа нели за нашиот град. И сега пред неколку дена имавме премиера во Скопје, во кинотека на Македонија. Како поминавте Исто таму? одлично поминавме. Претежно таму публиката беше кичевчани кои заминале од Кичево одамна и сакаа да се потсетат и беа доста вака задоволни од филмот. И планираме сега кога ќе почнат фестивалите да го пуштиме филмот на неколку фестивали. Има посебни фестивали што се за документарни филмови во Македонија и филмски фестивали што се и за аматерски филмови, пошто овој филм не е тотално професионален филм, е како полупрофесионален би го нарекол, пошто е сниман со една камера и со една обичен микрофон и желба за работа. Желба за работа. Да. А во другите градови следува некаква промоција на филмот? Ќе видиме, имаме некои понуди, можеби на Манаки филм, што е филмскиот фестивал во Битола што се одржува, ќе видиме, ќе го пуштиме таму ако ни го прифатат, се надеваме дека ќе го прифатат. А за во другите вака други општини из Македонија градови мислам дека немаат потреба, пошто темата е локална. И ние сме задоволни вака од поддршката што ја добивме сепак од публиката и супер поминавме според нас. Што е она што ќе упатите како апел до младите, нели, како млади ентузијасти и вие? Што треба, нели, да направат за и тие, нели, да се вклучат, поактивни да бидат, да работат повеќе? Да, ја мислам дека треба креативни да се креативни и да работат и да не бараат пречки, зашто ние немавме никаква беше тоа само како идеја, немавме ни поддршка од некој. Значи, ние го направивме скоро филмот сами на себе. Значи, младите општо често вака кај нас се бунат дека немаат поддршка, дека немаат ова, она, меѓутоа ја мислам дека ако се сакат, може да се напред, пошто денеска имаме технологија, сите дома имаме компјутери, сите можеме да инсталираме софтвер за монтирање, не е нешто, не е како во 70-тите што требало професионални камери со филмски ленти за да снимиш еден филм што тие коштале по $10,000 или евра. Сега имаме ефтини камери што се добри, имаме софтвер добар што може да се спушти најлегално од интернет и да се работи, само работа и креативност и повеќе да работат, да не помалку да седат на смартфоните. Силна волја. Да. Виктор, ви посакувам успех понатака, нели,
на професионален план. И ви благодарам за поканата. Жал ми е што и Стојановски не успеавме да биде вечерва тука со нас, но можеби во друга прилика. Па да, во наредна прилика се надеваме. Така. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани, ја следевте емисијата Прозорец кон светот. Останете со програмата на телевизија Гура. Пријатно.